Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Дневен центар за деца со посебни потреби ќе биде отворен во Струга со меѓународни донации. Националниот сојуз за планинско спасување доби меѓународно признание за постигнатите резултати. Национална скрининг програма за рано откривање рак на дојка. Производителите на основни прехранбени производи од 1 декември со фиксна цена за електричната енергија. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес студено утро, а во текот на денот сончево, ветровито и топло време. Беа измерени максимални 20 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон четврток ќе биде ведро. Ќе има локална облачност, но ќе биде студено со температури во благ пораст. Утре во југозападна, западна и северозападна Европа времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Локални врнежи од дожд се очекуваат и на крајниот исток од Европа. Во останатите делови од стариот континент претежно сончево време со локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров утре времето претежно сончево со локална облачност и топло. На крајниот исток од полуостровот зголемена облачност. Максималните дневни температури на Балканот во четврток од 15 до 25 степени Целзиусови. Во Македонија утре денот започнува со студено утрено и утренски температури кои ќе бидат во благ пораст во однос на претходните денови. Во текот на денот времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и топло. Минималните температури од 2 до 10, максималните во Македонија од 16 до 23 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток сончево време со локална облачност и топло со слаб североисточен ветер. Минималната 7, дневната 18 степени. Во петок во Охрид сончево и топло. Минималната 3, дневната 16, а во сабота претежно сончево време. Ке има локална облачност, ке бидат измерени максимални 16 степени. Во недела во Охрид сончево и топло време со минимална температура од 8 степени, дневната до максимални 21 степен Целзиусов. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Рошен Milk Bubble 85 грама 39 денари. Твинс пица Везувио или Капричиоза 360 грама 69 денари. Формисе чајно пecivo 220 грама 25 денари со прелив 27 денари. Пица салами слайс 500 грама 249 денари. Овошна долина 1,5 литри круша и јаболко 79 денари, јаболко 59 денари. Цвет шампон 230 мл 89 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Децата со посебни потреби во Струшко добиваат пристојно катче за згрижување и нега. Избрана е локација, во тек е интериерно уредување, а дневниот центар ќе биде отворен наредниот месец. Ова беше идеја на стружанецот Борова, кој пред 2 години за оваа благородна иницијатива го преплива Охридското езеро. Сонот се остварува со меѓународни донации и поддршка од општината. Се остварува сонот на стружанецот Ергин Борова за изградба на дневен центар за децата со посебни потреби. Пред 2 години тој го преплива Охридското езеро со оваа благородна иницијатива. Лицата со посебни потреби да добијат пристојно катче за згрижување, едукација и нега. Во соработка со општината избрана е локацијата, во тек е интериерното уредување, а отворањето е планирано следниот месец. Во објектот се очекува да бидат сместени 20 на деца. Општината ќе ни гарантира и за храна за сите деца во текот на целата година, а за сите други дополнителни активности за овие деца ќе земаме донации и ќе пишуваме проекти со различни невладини организации за да можеме на тој начин да даме повеќе него само минимални услови за децата. Првенствено центарот ќе нуди дневен, а подоцна ќе се гради нов дом за перманентен престој на потешките случаи и оние лица за кои родителите не се веќе во состојба да се грижат. За да се изгради поголемиот објект, да речам, за дневна нега и за стален престој, ќе ни треба и повеќе пари, да речам, и повеќе донации и повеќе време. За тој дел од проектот сме во разговор со Министерството за социјала, кои што имаат веќе во рамките на во законските рамки имаат можности нас да не финансираат и да може да градиме и да финансираат одржавање на објектот. Борова рече се 3 децени и живее во Холандија, вели преку донации и проекти од меѓународни фондови ќе обезбеди пристоен живот за децата со посебни потреби во Струшко. После затворањето на дневниот центар порака нова во Струга повеќе од 1 година нема едукација и социјализација на лицата со посебни потреби. Националниот сојуз за планинско спасување доби меѓународно признание за постигнатите досегашни резултати. Доби покана од Интернационалната комисија за алпинистичко спасување за трансформација на членството од Б во А категорија и право на глас во Генералното собрание. Целта на Националниот сојуз е примена на меѓународните стандарди на ИКАР на територијата на целата држава. Македонскиот национален сојуз за планинско спасување доби признание за постигнатите резултати од Интернационалната комисија за алпинистичко спасување. ИКАР ги обединува сите спасителни служби од светот, а дел од нив е и Националната спасителна служба. Македонските спасители добија покана за трансформација на нивното членство од Б во А категорија после неколку години од приемот во ИКАР. Признанието доаѓа за постигнатите резултати на полето на спасување во изминатите 7-8 години, информира Антонио Додевски од Планинската спасителна служба од Охрид и делегат од Националниот сојуз на 73-тиот конгрес на ИКАР во Швајцарија. За нас е признание затоа што прогресирањето во членствата, почнувајќи од Е категорија па нагоре, не оди случајно, значи оди по принцип на евалуација на постигнатите резултати претходно, на нивото на активноста, на работата која ја спроведувате. И најважно од се да организацијата која е член со било која категорија дали ја покрива територијата на целата држава. Тоа е нашата интенција, тука ќе имаме доста и работа, значи треба да останатите членови кои се во сојузот, останатите организации да ги во следниот период да ги јакнат нивните капацитети што е можно повеќе. Покрај тоа, македонските спасители добија право на 4 гласа во Генералното собрание на ИКАР, еднакво со најмоќните спасителни служби во светот, кажува Додевски. Пред нас предстои работа за да ги обединиме сите тимови од организациите, клубовите и службите кои работат спасување на планина кај нас. Објективно гледано, тие работат со недостаток на опрема, возила, а и едукацијата на спасителите не е на еднакво ниво, вели Антонио Додевски. Целта на Сојузот е токму она, што е и целта на ИКАР. Стандардите, значи дефинирано со стандардите од ИКАР да ги реплицираме на територијата на нашата држава, да извршиме сертифицирање, обука, да дефинираме стандарди за работа на службите, стандардни оперативни процедури, протоколи, по кои што ќе овозможиме еднаков третман на несреќите на планина на било која точка од државата. За жал во овој момент не е така, значи мора да бидеме искрени и
пред нас предстои доста работа да го постигнеме ова. Охридската планинска спасителна служба действува во регионот на општините Охрид, Струга, Дебрца, Вевчан и Ресен и Поградец. Службата располага со современ оперативен и тренинг центар, 2 теренски возила и специјализирана опрема за изведување на сложени спасителни операции на планина. За СОС потребите на корисниците се достапни 24 часа, 7 дена во неделата на дежурниот телефонски број 13 112 или преку Android апликацијата за паметни телефони, која бесплатно може да се спушти од Play Store. За 10 месеци од оваа година имале 26 интервенции без сериозни политрауми, а лани интервенирале во 50 случаи, од кои 14 биле со политрауми. Продолжува националната скрининг програма за рано откривање на рак на дојка. Од Министерството за здравство велат дека ќе се набавуваат нови мамографи за јавните здравствени установи во државата. 90% од сите карциноми на дојка може да бидат излекувани, односно навремената диагностика и соодветниот третман во најголем дел спасуваат животи. Месец октомври е посветен на борбата против најчестото малигно заболување кај жените, ракот на дојка, неговата превенција и рано детектирање. Со цел на времена диагностика и рано откривање на ова заболување, Министерството за здравство информира дека од 1 ноември продолжува националната скрининг програма за рано откривање на рак на дојка. Жените од возрастната група од 45 до 69 години ќе бидат опфатени во националната скрининг програма кои не направиле мамографија последните 2 години, додека жените на возраст од 40 до 44 години кои имаат член во семејството со рак на дојка или друг дополнителен ризик фактор ќе имаат можност само иницијативно да се пријават за скрининг мамографија на посебна страница за таа намена. Скрининг мамографијата е бесплатна за жените во програмата, партиципацијата ја покрива Министерството за здравство. Исто така се иницирани промени во начинот на упатување и закажување преглед за мамографија, ехо и биопсија, каде ќе се овозможи на радиологот да ја упатува жената со цел да се намали времето и патот на жената од преглед до третман. Од ресорното министерство додаваат дека во завршна фаза е склучувањето договори за набавка на нови најсовремени мамографи во соработка со Светска банка за јавните здравствени установи во државава. Со тоа треба да се доближи оваа здравствена услуга поблиску до местото на живење и токму преку регионализација, фокусот се става на навремена диагностика и рана детекција на ова најчесто малигно заболување. Кај Стружанец пронајдено оружје и дрога. Синоќа во 18 часот во населбата Плитишта во Струга, полициски службеници од Оделот за внатрешни работи од Струга лишија од слобода 36 годишен жител на Струга. При претрес во куќата која ја користел, извршен со судска наредба, биле пронајдени и одземени 2 рачни бомби, 2 куршуми со различен калибар, една воздушна пушка Гамон, кеса со марихуана и други предмети, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Лицето било задржано во полициска станица и во консултација со јавен обвинител по целосно документирање на случајот, против него ќе бидат поднесени соодветни пријави. Намалена е потрошувачката на електрична енергија од страна на институциите во државава во однос на месец септември минатата година, покажува анализата на ЕСМ. За оние институции кои не ги испочитувале задолженијата за штедење, владата дополнително ќе одлучува. Производители на основни прехранбени производи од 1 декември со фиксна цена за електрична енергија, најави министерот за економија Крешник Бектеши. Институциите минатиот месец потрошиле помалку струја споредбено со септември минатата година, покажала анализата на ЕСМ за заштита на електричната енергија. Општините во Македонија во просек заштитиле 29% од потрошувачката во однос на лани. Од 81 општина, 56 направиле заштита поголема од 15%, а 25 не ја постигнале маркината, кажа Крешник Бектеши на денешната пресконференција. Најмногу отстапуваат општините Арачиново, Гостивар и Свети Николе. Компаниите пак во државна собственост успеале да заштедат во просек до 8%. Некои субјекти имале зголемена потрошувачка на електрична енергија, како предпријатието за водостопанство, кое во септември бележи над 50% зголемена потрошувачка. Од клучните државни институции, единствено административната зграда на Министерството за локална самоуправа има зголемено ниво на потрошена струја споредбено со истиот период лани. За потрошувачката на електрична енергија од Министерствата со сите подрачни единици
владата, судовите и собранието, како и кабинетот на председателот на државата, вклучително и ЕЛЕМ и МЕПСО, направена е вкупна заштеда на електрична енергија од 20%. Владата дополнително ќе окаже ставот за одговорноста што имаат институциите кои не ја постигнале утврдената маргина за заштеда на електрична енергија, истакна министерот Бектеши. Во однос пак на инфлацијата и предупредувањата за влез во рецесија, министерот најавува конкретни мерки. Сите производители на основни преамбени производи во нашата држава од 1 декември ќе имат фиксна цена за електрична енергија, се со цел импутот на електрична енергија да се намали во делот на производството на финалните производи, во овој случај на основните преамбени производи, се работи за околу 150 на компании во нашата држава, вглавном производители на млечни производи, на млеко, производители на леп. Вкупно 111 институции во државата немаат подпишано договор за снабдување со електрична енергија и се снабдуваат со краен снабдувач со многу повисока цена. Најголем број од нив се основни и средни училишта, одредени министерства и здравствени установи, посочи министерот Бектеши. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Истражната комисија на Обединетите нации откри дека руските сили се одговорни за огромното мнозинство прекршувања на човекови права од почетокот на војната во Украина. Војниците неселективно ги гранатирале областите кои се обидувале да ги освојат и ги нападнале цивилите кои бегале во она што може да се смета за воени злосторства, соопшти независната меѓународна истражна комисија за Украина. Извештајот се занимаваше со настани во 4 северни провинции: Киев, Чернихив, Харков и Суми од руската инвазија од 24 февруари до месец март. Имало и прекршувања на човековите права и од украинска страна, вклучително и случаи во кои луѓето кои биле надвор од акција биле застрелани, мачени или ранети, но во помала мера. Речиси 100 деца починале од акутна бубрежна инсуфициенција од почетокот на годината во Индонезија, соопшти денес представник на Индонезиското министерство за здравство. Неодамна здравствените власти во Гамбија објавија дека деца починале од акутна бубрежна инсуфициенција откако биле третирани со сируп на база на парацетамол кој се користи за намалување на треска. Министерството идентификувало 189 случаи на акутна бубрежна инсуфициенција кај индонезиските деца, повеќето од нив на возраст од 5 години и 99 смртни случаи од почетокот на годината. Северна Кореја соопшти дека истрелала артилериски гранати во водите долж границата со Јужна Кореја во текот на ноќта како предупредување до Сеул да ги прекине своите воени вежби. Корејската народна армија изврши предупредувачко гранатирање кон источното и западното море како моќна воена контрамерка, нагласи портпаролот на генерал-штабот во изјава која пренесе Корејската централна новинска агенција. Портпаролот го предупреди Сеул веднаш да стави крај на непромислените и запаливи провокации што ги интензивираат војните тензии во регионот. Северна Кореја истрелала повеќе од 250 артилериски гранати од нејзиниот западен и источен брег во поморскиот тампон зони во близина на силно утврдената граница која ги дели двете земји, воспоставена во 2018 година за да се смират тензиите. Ниту еден од проектилите не паднал во јужнокорејските територијални води. Сепак, Јужна Кореја ја обвини соседната земја за кршење на воениот договор од 2018 година со кој беа воспоставени тампон зоните. Во округ во Флорида, кој минатиот месец беше опустошен од ураганот Иан, има зголемување на број на заболени и смртни случаи поради бактеријата која јаде месо. Официјални лица велат дека округот Ли, каде што бурата од 4-та категорија дошла на копно на 28 септември, пријавила 29 случаи и 4 смртни случаи од бактеријата. Сите случаи, освен 2, биле диагностицирани по ураганот. Инфекциите со Vibrio vulnificus може да бидат предизвикани од како бактеријата ќе влезе во телото преку отворени рани. Бактеријата живее во топла вода како што се стагнантните води и од поплавите. Жителите се повикуваат секогаш да бидат свесни за потенцијалните ризици поврзани со изложување на отворените рани и сеченици или гребнатинки на кожата во топла, солена или свежа вода. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.